Работиме повеќе од вас и вашите легендарни 24/7, но имаме пари само колку за да преживееме. И ајде, да бев само јас, ќе ми речете дека многу влошувате во земјоделието, за субвенциите и око нема да ви трепне од лашење. Сте станале професионални лажговци. Ве молам, сум ја прочитала Алиса во земјата на чудата одамна. Бидејќи сум наставник по звање, од вашите стилни реформи, наставникот ни е отепан, повеќе посветува време на администрација, отколку на децата. Колку судбини на образовани таксисти, работници, продавачки и келнери има, кои работат за парче, ако во меѓувреме не им го земете и тоа, затварајќи ги фирмите и продавниците. Ве прашувам, зошто сакате да не избркате? Затоа што не сакаме да размислуваме како вас, затоа што веруваме во иднина тука во Македонија, затоа што сме бегале од часови кога наставна единица бил барокот во 21. век, затоа што немаме фирми на Панама, затоа што сакаме да се дружиме со сите без разлика на верската, етничката, политичката припадност, затоа што не веруваме во наместени лотари за вработување, за добивање станови, затоа што знаеме дека само пред избори се разфрлате со илјадници работни места. Или пак, затоа што знаеме да ги користиме новите технологии, па читаме и гледаме малку подалеку од вашите корумпирани телевизии. Ние, младите, ќе гласаме за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За сите. Бараме да ни се вреднува дипломата и да придонесеме нашата земја да стане дел од модерна, демократска Европа. Затоа што животот не е време кое минува, туку денови кои се паметат. Ве повикувам сите да излеземе на избори гласно, одважно и храбро и зад параванот да го заокружиме бројот 13, да го заокружиме бројот 3 на 13 април и на 27 април бројот 1. Ова е тимот кој победува. Кој е честита победата, да не вечна Македонија. Почитувани граѓани, другарки и другари, вечерно ја промовираме Господине Зоран Заев, може ли во Македонија да се живее подобро и посрекно? Да, може и мора подобро да живееме. Македонија заслужува подобра иднина. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани коалициони партнери, почитувани идни пратеници, почитувани жители на нашиот главен град Скопје, почитуван иден председателе на Република Македонија, почитувани граѓани на Република Македонија. Добро вечер на сите! Имам огромна чест.
Децата велат, цело е кога има се. Промените ќе бидат цело на вечерва е идниот шеф на државата, човекот кој веќе обединува, човекот кој веќе е претседател на сите граѓани. Дами и господа, другарки и другари, Стево Пендаровски! Добра вечер. Ќе можем да почнеме. Добра вечер. Поздрав до цела Македонија. Добра вечер. Поздрав до цела Македонија. До сите што се овде и до сите што ме гледаат и слушаат. Морам да ви признам една работа. Никогаш во животот до сега срцето не ми било по-полно.
на сите соби со граѓаните, на сите митинзи во изминативе 10 денови низ Македонија. Беше масовно. Меѓутоа од вечерва па до крајот на кампањата ќе биде дупло помасовно. Уверен сум во тоа. Дозволете ми на почетокот да им честитам на овие луѓе овде качени на бинала, на носителите на листи и на сите кандидати за пратеници. Станува збор за доблесни луѓе, нови во политиката, но тешки според својата животна и професионална биографија, сосема спротивно од она што го видите.